Дадена е задачата да се развие функцијата z од xy еднакво на косин од x на квадрат y во Тейлоров полином од втор степен во близина на точката 1π. Како изгледа Тейлоров полином за функција од две независни променливи? Еве ја формулата. Формулата личи како да е развиен со биномната формула. Значи f од xy е f од ab, тука ќе заменаме нашето 1 и π. После прв извод по прв степен плюс прв извод по прв степен, 1 врз 2 факторијал, втор извод по x по втор степен x минус a, плюс 2 помешаните, плюс втор степен по y парцијален извод по y минус b на втор степен. Продолжаме исто со биномната формула, значи третиот парцијален извод по x по x минус a на трет степен плюс 3 пати по втор степен по прв степен плюс 3 пати по прв по втор и по еднаш на трет степен. Значи се гледа дека се развие на нормален начин како да е биномен развој. Да го правиме. Ние само треба првиот дел тука, значи до тука да го развиеме. Ни бара од втор степен, еме ги од втор степен. Кај нас a е еднакво на 1 и b е еднакво на π. Првиот нешто што треба да развиеме е f од ab. Значи треба да најдеме f од 1π. Тоа е еднакво на косинус од 1 на квадрат по π. Тоа е косинус од π, што го знаеме е минус 1. Значи, тука ќе заменаме минус 1. Сега ни треба парцијалниот извод во однос на x, па потоа да ја заменаме точка, па парцијалниот извод по y, па потоа да ја заменаме точка. Значи, парцијалниот извод на f по x е изводот косинус е минус синус, по тоа што е внатре, по изводот внатре во однос на x. А ова го знаеме е 2xy. И сега ја заменаваме точката внатре, значи ова ја бараме делта f, делта x во точката 1π, што е минус синус од 1 на квадрат по π, тоа ќе биде 0, да знаеме, по 2 по 1 по π. Бидејќи синус од π е 0, ова сето е 0. Значи сега бараме делта f, делта y, тоа исто е минус синус од тоа што е внатре. Сега по извод во однос на y, тоа е x на квадрат. И значи дека имаме делта f, делта y во точката 1π е минус синус 1 на квадрат по π по 1 на квадрат. Повторно, ова ни е 0, синус од π е 0, значи ова е 0. Сега ни треба вторите изводи. Значи сега имаме делта на квадрат од f, делта x на квадрат, тоа е делта x, тоа е делта од делта x. Сега да се вратиме да го земеме тоа, колку беше, еве го. Тоа е еднакво на изводот првото по второто, плюс првото по изводот второто. Изводот првиот е минус косинус од x на квадрат y по 2xy по ова што остана 2xy минус плюс, ама бидејќи ова е минус, синус од x на квадрат y по изводот од ова во однос на x 2y. Бидејќи не планираме потамо изводи, само да го пресметаме, значи делта на квадрат f, делта x на квадрат во точката 1π е еднакво, ова видевме е косинус од π минус 1 по минус 1 плюс 1, значи и овие се 2π по 2π, 4π на квадрат, и ова е 0, значи ова е одговорот. Мешаниот
значи ни следува делта на квадрат f врз делта x делта y, тоа е делта x од овај тука минус синус од x на квадрат y по x на квадрат. Тоа е еднакво на изводот првиот во однос на x е минус косинус од x на квадрат y по 2xy по x на квадрат и минус синус од x на квадрат y по 2x. Ова да ја пресметаме во дадената точка делта на квадрат f, делта x, делта y по точката 1. Пи, ова знаеме е минус 7, по овај минус е плюс 1, имаме 2 пи и ова е 1, значи само 2 пи. Тоа е одговор на тоа и останава вториот парцијален извод во однос на y. Како што рековме, ни треба вториот извод на f во однос на y, тоа е делта y од ова еднакво на, тоа е минус косинус од x на квадрат y по изводот од ова во однос на y е x на квадрат по ова другиот x на квадрат што веќе го имавме и минус синус од ова, ама изводот од ова во однос на y е 0. Значи сега имаме, преминеме во точката делта на квадрат f, делта y на квадрат во точката 1 пи е еднакво на ова, знаеме, минус 1 плюс 1, значи 1. И тој ни е третиот. Значи, конечно да ги главаме вредностите кои ги добивме, ова беше минус 7 тука, овие беа 0 и 0, ова беше 4 пи на квадрат, ова беше 2 пи и ова беше 1. Значи, колку добиваме? Значи, косинус од x на квадрат y, тоа е f од xy, приближно еднакво на минус 1 плюс, ови се нули, 1 врз 2 факторијал е 2, 4 пи на квадрат по x минус a е 1 на квадрат, плюс 2 по 2 пи по x минус 1 по x по y минус пи плюс 1 по y минус пи на квадрат. Колку е тоа? Значи имаме конечно косинус од x на квадрат y е приближно еднакво на минус 1 плюс 2 пи на квадрат по x минус 1 на квадрат плюс 2 пи по x минус 1 по y минус пи плюс 0,5 по y минус пи на квадрат. И тоа ни е конечниот одговор. Ова функција е приближно еднаква на ова функција во близината на точката 1 пи. Да видиме како изгледат. Ова е оригиналната функција, еве го графикот на тоа функција и овај тука е точката 1 пи минус 1. Еве го Тейлеров полином, се гледа дека е квадратна, значи од втор степен, и пак еве ја точката 1 пи минус 1. Еве ги двете функции заедно, ова е оригиналната, ова е Тейлеровиот полином, се гледа дека има пресек во точката 1 пи минус 1 и конечно малку помала слика, каде што се гледа како скоро се исти во близината на точката 1 пи минус 1. И тоа е тоа.